Мојот став за преспанскиот договор останува непроменет, но тој веќе е реалност и неговите потписници треба да инсистираат на негово доследно почитување во меѓународното право, посочува председателката Силјановска Давкова, откако од опозицијската СДСМ обвинија дека таа го променила ставот, обвинувајќи ја и целокупната власт за политичко лицемерие и хипокризија. Силјановска вели дека употребата на придавката македонски во однос на идентитетот и народот не може да се забрани и дека тоа е содржано во самиот преспански договор. Јас не сум го променила, туку ги подсетувам на нивната реалност. Како тоа тие кои што го подпишале преспанскиот договор не се повикуваат на него во односите наши со Република Грција? Како тие кога отидоа со преговарачката рамка и со заклучоците не укажаа тамо дека некој член 7 има тамо, во кој што се вели дека за оваа вторава страна Македонија терминот, поимот значи територија, ама и народ со сопствена култура, јазик и историја. Опозицијскиот лидер Филипче пак тврди дека председателката Силјановска признала дека преспанскиот договор го зачувува македонскиот идентитет и дека воопшто не бил предавнички. Вели актуелната власт не само што не се откажала од преспанскиот договор, туку и го признала и побара од премиерот Христијан Мицкоски да им се извини на македонските граѓани за изгубените години на патот кон неу и на оние кои ја напуштиле земјава поради тоа. Гордана Силјановска изјавуваше дека никогаш нема да изговори Северна Македонија. Христијан Мицкоски велеше дека додека е тој ВМРО, преспанскиот договор не е завршена работа. И што сега се случи? Председателката Гордана Силјановска Давкова јавно изјави дека преспанскиот договор го потврдува и зачува македонскиот национален идентитет. Преспанскиот договор нема ништо што го загрозува нашиот национален идентитет. Напротив, го зајакнува. И ние во СДСМ сме горди на тоа, а денес треба да бидат горди сите наши граѓани кои до сега беа лажени. Инаку ставот на председателката на државата во однос на преспанскиот договор, кој го има истакнато во повеќе наврати, е дека тој е нелегален. Таа во свечената заклетва со која го отпочна нејзиниот председателски мандат ја изостави придавката Северна, но подоцна порача дека ќе го почитува преспанскиот договор, но дека ќе го брани нејзиниот личен став за употреба на името Македонија.